Денешното размислување или тема носи наслов "Два пати недела, трет пат сабота". За што станува збор? За кои два пати недела, а третиот и последниот пат, последен пат, после тоа е амин, е сабота. Два пати недела. Првиот пат недела ние имавме прилика да во Великденот и според Грегоријанскиот и според Јулијанскиот календар неделата беше големиот празник или најголемиот празник на оваа земја. Тоа е првиот пат. Петок е. Исус се моли, Петар спие, Јуда го издава, ама неделата доаѓа. Петок е. Пилат се мачи, како да го ослободи Исуса, бара дупка во законот. Синедрионот кове завери, народот го понижува, но тие не знаат дека неделата доаѓа. Петок е. Учениците бегаат како овци без пастир. Марија плаче. Петар се одрекува, но тие не знаат дека неделата доаѓа. Петок е. Гледаме како Исус оди кон Голгота. Неговата крв тече. Исус паѓа и неговиот дух е под тешко бреме. Но, гледајте, уште е петок, но неделата доаѓа. Петок е. Светот победува, луѓето се веселат, злото се радува. Петок е. Војниците му ги приковуваат рацете на мојот Спасител на крстот и го креваат до злочинците. Петок е. Но дозволете ми да ви кажам нешто, а тоа е дека неделата доаѓа. Петок е. Учениците се прашуваат што се случува со нивниот цар. Фарисеите се пресреќни, нивниот план успеал. Но тие не знаат дека тоа е петок, а неделата доаѓа. Петок е, ама неделата доаѓа. Петок е, земјата се тресе. Небото е затемнето, мојот цар го испушта својот дух. Петок е. Надежта е изгубена. Смртта победила. Гревот освоил се и ѓаволот се смее. Петок е. Исус е во гробот. Војниците стражарат до гробот и големиот камен е навален на влезот. Но уште е петок, а неделата доаѓа. И во првиот ден од седмицата
našinski, nedelata. Dojde Marija da go poseti grobot, za da dovrši ušte nekoji započnati pa prekinati raboti. I go vide grobot prazen. Vo nedelata. To je prva ta nedela. To je Velikdenot. To je voskresenije to bez koje ne bi imale nikakva smisla za naše to postojenje. Sve bi bilo naprazno, veli apostol Pavle. Zašto je kaj nas prifateno ime to za nedela? Kako ne delaj. Od staroslovenski od jazik, ne delaj. A koga i zašto? Pa od sproveduvanje to na nedelniot zakon, od imperatorot nišlijata na Isus, vo rimskata imperija, rodeni od Konstantin, golem, car koji go osnova i grad od Konstantinopol, denešen Istanbul ili Carigrad, carski grad. Za sproveduvanje to na toj zakon, deka od denes site službi narod će go praznuvat denot na sonceto. Videći vo rimskata imperija beše togaš den na sonceto. Dies solis, natalis invictis, den na rađanje na nepobedimo to sonce. Vo prvi den od sedmicata, zašto vo site togašnji jazici denot na sonceto bil kako broj 1. Prv den. Arapski od al-ahad. Prv den. Grčki od giredi. Portugalski od. Mnogo jazici go zadržale redosledot na denovite. No, vojskata koja se približuvala kako inspekcija da kontrolira koji go drži zakonot, da ne raboti vo nedela, koga će naišla na mojot dvor, pred da dojdat vo mojot dvor, jas kako hristijanin, će go predupredam, komšijata hristijanin, ne delaj. Pred da dojdat. Ne delaj! I od tamo denes go imame ime to za nedela. Inak uvo ruskiot je vaskresenije, što odgovara na biblijskata vistina. To je prva ta nedela. A vtorata nedela, jas bi se poslužil so sepak da bideme sigurni za što se raboti, so jedan citat od Ellen White, od knjigata
education, vaspituvanje. Od 112 ako не се лажам, ракопис. Односно во книгата Воспитување. Историјата која што, станува збор за нашата човечка историја, која што големиот јас сум, его, еими. Јас сум, а тоа е Господ Исус. Јас сум. Историјата што ја обележал во својата реч, во Светото Писмо, нижејќи, алка по алка, Србите би рекле карика по карика, во ланецот, во пророчкиот ланец, од вечноста во минатото до вечноста во иднината, ни зборува. Значи, историјата што ја обележал во пророчкиот ланец, ни зборува каде се наоѓаме денес. Прекрасен цитат. Во низата на вековите, 60 векови. Интересно, ние го живееме последниот со зло, со грев, завршуван 60 век, крајот на 60-тиот век, во низата на тие 60, односно, може да кажеме, во последниот век од низата и ни покажува што може да очекуваме од времето што ни предстои. Што може да очекуваме? Денес, кога светот е во политички премрежија, во свет пред економски колапс, свет кој што има намера да ја укине сета готовина од пари и да воведе, како што воведе Кина, дигитална валута. Нема пари. Дигитална. А дигитална, јас кога бе во Франција на специализација и имав нешто блиско до она што го спремавме и магионичарство. А тоа на француски се вика престидижитасион. Што значи престидижитасион буквално преведено? Ние го преведуваме магионичарство. Престо е брзо. А дижитасион е голтање, снемување, криење. Значи, дигиталната валута може така брзо, магионичарски, да ја замени готовинската маса, дигитална, и брзо да голта, брзо да работи, електронски, онлайн. А човекот без нешто да му тропка во џеповите не е баш среќен.
Sreća za nas, što Gospod nema ništo da napravi, a odnapred da ne im javi na svojite slugi, svojite deca. Preku prorocite i preku poslednji od prorok, Elena White. Nekoj će reći, nema poslednji prorok, njegova želba. Za mene poslednji od prorok je za posledната crkva, adventistite na 7. den, Elena White, koja imala nad 2000 viziji, vo nadprirodna sostojba, koga ne diše, a srce to i čuka. Kako može da ne diše, a srce to da i raboti? Pa, to je Božja rabota. Božje čudo. Isto kako koga mladata devojka vo vremето na vojvodata Neman, koga go vide Neman, golen, silen vojvoda, zaslužen, go vide gubav, sirski od vojvoda Neman, i kako robinka dovedena na svojata gospodarka, na žena mu od Neman, veli, koga naši od gospodar bi otišol, kaj naši od prorok, da se izleči. Ima izlekuvanje, imame prorok. I ja znajeme, ponata mu ta storija, i odi Neman, preku carot koji napišal pismo do Ahava. Ahav, koga pročital, ti go preporačuvam, praktično neprijatelot. Vidi, bara, za devica, čarka. Pa jasli sum toj. Čovek bez vera. Car izraelski. Čovek nevernik. A devojčevo, veli, imame prorok. A ovo je car. Eksit takov car. I Elisije, prorokot, koga slušnal deka carov Ahav je raskinal oblekata, a to je bogohulstvo da razotkrije golotinja. Mu poračuva na Neman, Elisije, prorokot. Pojdi, vo rekata Jordan, 7 pati buć, 7 pati samo napravi, ništo drugo. Neman se nalutil. Što je ova igra? Nemavme li nije naši reki, počisti vodi, pa može vi tamo 7 pati. Ja smislev će me vikne, pa će zastanem pred nego, pa kako što pravat bioenergetičari, pa će počne soracete, pa nekakvi rituali i čiri ba, čiri bu, će me izleči. A njegovite slugi mu rekle, da baraše nešto teško, hajde. Što ti je problem, 7 pati, da vlezeš vo rekata Jordan? Hajde. Prvi otpad, ništo. Vtori otpad, ništo. I tret pat, i 4. pat, i 5. pat, i 6. pat, nema ništo. I 6. pat. 7. otpad, vleguvanje vo vodata i izleguvanje kožata njegova od gubav, kaj što delovi od ekstremiteti, reči si odpadjat, od lice, od telo, guba, jedna od najstrašnijih bolesti, 7. otpad koga izleguva od vodata, pazite, 7. otpad.
7-миот ден, 7-мата труба, 7-мата црква, Лаодикеја, кога излегува од водата, кожата како на бебе. Ама за тоа треба вера, браќа и сестри. Послушност. Вера на девојчето, слугинче. Кога ќе дојдам на земјата, ќе најдам ли вера? Или кога Елисије и неговиот слуга, ова е другиот случај, малку подоцна опишан во Светото писмо, вели, бидејќи Елисије му подкажувал на царот да не падне во клопка, во стапица од сирскиот Венадад царот. И секогаш ќе му каже, немој таму, оди ваму. Царот вели, ама има некој што му подкажува. Шпиони работат. И му велат, па има царе. Елисије, нивниот пророк. Сега ќе видат. Се спрема со сета војска. Елисије каде што е, и го опколуваат местото. И слугата, кој што кога прв станал, погледнува војска околу нив. Леле, загинавме. А Елисије што му вели? Наши се повеќе од нивните. Господе, отвори му ги очите. Како може очи да се отворат? Има очи, отворено, гледа, а не гледа. И сега му се отвораат очите и гледа огнени коли. Небеска војска ги штити пред ова земска војска на царот. Вера, со кои очи гледам, телесни или духовни? Како гледам на пророштвата? Ако нашиот последен пророк, Елен Вајт, ни кажува дека историјата е запишана и во низата на пророштвата, вели, се ни е покажано, се што пророштвото предскажало дека ќе се случи до сегашно време, би можеле да го следиме на страниците на историјата, а можеме да бидеме уверени и дека сето што уште треба да се исполни, ќе се исполни по својот редослед. Се ни е кажано. Откриено. А светот, кој нема, или поточно има многу лажни пророци, многу хороскопски знаци, светот е во најголемата криза на милениумската драма, која што ќе се случи. Видов, вели, ти благодарам за ова, брат Борче, најпрвин цитатот што таа го кажува. Видов со брзина со која се ширеше лагата, спиритизмот. Покажана ми беше
cela композиција воз со вагони, како патува со брзина на молња. И слушајте сега. Ангелот ме повика внимателно да посматрам и го вперив погледот на композицијата. Изгледаше како целиот свет да е во таа композиција. Целиот свет, сиот народ на планетата. Во еден воз. Тој, ангелот, ми покажа на машиновозачот. Убава, маркантна личност. Маркантен е. Веднаш до тројството. Ама сега не е до тројството, сега е овде кај нас. На нашава планета. Маркантна личност, во која сите патници гледаа со одушевување и со респект. Бев вознемирена и го прашав својот ангел, кој е тоа? Ми рече, тоа е сатаната, машиновозачот. Тој е машиновозачот, во ликот на ангел на светлоста. Тој го има заробено целиот свет. А ти и јас кај живееме? Во тој свет. Во заробениот свет. Патниците им подлегнале на снажните измами, силните измами и веруваат на лагата толку многу што се осудени на пропаст. Неговиот представник по ранг, веднаш до него машинистот, додека останатите во неговата служба се ангажирани на различни должности и дејности, таму каде што би можело да затреба, сите заедно патуваат со брзина на молња во пропаст, во уништување. Ние, ти и јас, не мораме да сме во тој воз за гроб, за пекол. Инаку, пекол значи гроб. Пекол не постои онаков каков што некои го представуваат. Господ во својата реч обилно е заинтересиран да ја запознаеме неговата вистина. Не предупредил на сатаната и неговите измами. Како добар татко своето дете. Сине, ќерко, немој. Не предупредил. Ние имаме прилика да видиме како работи ѓаволот, токму онака како што е речено дека ќе работи. Ги користи своите зли ангели да зборува преку умрените, најголемата измама која се случува денес преку умрените. Светот лесно паѓа на таа измама, возот се полни и се припрема да тргне од станицата на своето последно, неверојатно патување. Не влегувај во тој воз. Првата недела, еднаш недела,
i 2 pati nedela, ова сега, повторпат недела. Првата недела беше првиот ден од седмицата, Воскресение. Велик ден. А ова сега, дали е до крај изострено? Ако е тоа, тоа. Добро. Аха, може поголемо, може. Добро. Малку да спуштиш овде овој ќош или да го помериш. Така. Настаните кои се во врска со крајот на времето на милоста и се со делот на подготовка за време на неволите, јасно ни се откриени, но илјадници од нив немаат разбирање за овие важни вистини, како никогаш да не биле откриени. Големата борба, 480 страна во преводот. Значи, јасно е откриено се за завршните настани, тоа е ова. А илјадници, може би се со нас, како ништо да не било откриено. Затоа, реков, 2 пати недела, ама 3 пат сабота. До овде, многу скоро, речено наши денови. Ова се нашите денови. После нашите денови е неделниот закон. Неделен закон кој што ќе биде генерално на целата планета. Или, поточно, устоличувањето на неделата, јас читам последнава, а вие може да читате наслов. Устоличувањето на неделата наместо библискиот ден за одмор, благодарение на човечки авторитет, е последниот чин на драмата. Кога таа замена, сабота во недела, ќе стане сеопшта, ќе се покаже Господ. Или ќе дојде Господ. Кога тоа ќе биде сеопшта замена, значи на целата земја, кај нас е од оваа година, од 1. јануари, неделата. Неделниот закон. Интересно, кога се случи тоа? Со малку време припрема, од 7. мај 2019 човекот, бидејќи тој има како човек број 666, а тоа е светиот во наводници отец, папата, Франциско, беше на плоштадот на 7. мај 2019. Тоа беше таков пречек, каков не било за ниеден друг државник, VIP персона. Тој дојде за да од 1. јануари
Инструкциите се очигледни. Република Македонија добие неделен закон. Од 1. јануари стапи на сила. Неделниот закон во првата, најблага фаза. Има 4 фази. Неделниот закон. Четвртата фаза е датум за уништување. Декрет за уништување, датум за уништување. Декрет, датум за уништување на сите прекршители на неделата. А ние сме во припремна фаза во Македонија, која можеме уште, еве, во сабота да си дојдеме на она вистинско богослужение на Создателот, а не сонцето, Сандеј, да го славиме сонцето, кое што е создание. Ние го славиме Создателот. Затоа сите кои што ќе го примат жигот, пишува ли негде во Библијата дека е неделата жиг? Пишува. Пишува. Во Откровението 13:17. Да видиме зашто станува збор. Откровение 13:17. Никој да не може да купува ни продава, освен оние кои го имаат жигот. Значи, Библијата зборува за жиг. А жиг е нешто што се става присилно, на сила. Каубојците на запад ќе го вжештат жезлото и тоа за црвенето ќе го удрат на сила против волја на кравата, телето, стадото и ќе направат жиг. Тоа е на сила. Печатот е нешто друго. Жигот е присила. Значи, никој да не може да купува ни продава, освен оние кои го имаат жигот или името, чие име? На ѕверот. А ѕверот кој е? Ќе повториме. Тука е мудроста. Кој има ум, 18-тиот наредниот стих вели, нека го израчуна бројот на човек. Бројот на ձверот, зашто тоа е број на човек, а неговиот број е 666. Неделата во својата последна фаза, датум одреден за уништување, еве ова црвено, е на сите оние кои нема да го прифатат законот на човекот со број 666. Видете, 21. јануари, 21. јануари, 2021. За прв пат во историјата на Америка слика од сегашниот папа Франциско. Јас не го говорам ова затоа што го мразам, далеко од тоа. И тој е човек. И нему му треба спасение. Христово спасение и милост. Јас
ја говорам вистината, па макар и небото се срушило. Сегашниот папа, единствен во историјата на сите папи, е језуит. А језуити се нешто од што многумина виделе голема мака и неволја. Од основачот на језуитите Игнациус Лојола, кој што се јави како против реформација на Мартин Лутер, кој стана против неверството на папите, кардиналите Рим со 95 точки. Сегашниот папа е првиот папа језуит од 260 и кусур папи, за кого велат првиот папа дека е Петар. Од каде на каде првиот папа да е Петар? Кога Исус му се сврте на Петар, кој почна да го одвраќа дека ќе го... Тој само преку него мртов можат да го фатат Исуса. А Исус на Петар му рече: бегај од мене, Сотоно. Ете го Петар, сотонска црква, кој се потпира на човек. Исус му рече на Петар: бегај од мене, Сотоно. Оди од мене, Сотоно. Каков прв папа Петар. И од овој момент, од неделниот закон, ова е се со филмска брзина. Последните настани во црквата почнува запечатување. Врв на гласна вика. Гласна вика, лаут крај, е вика кога ќе станеш јавно на плоштад и ќе сведочиме дека неделата е лажна сабота. Неделата е првиот ден од седмицата, а седмиот ден е сабота. И тоа гласно, неустрашиво, вичи из грла, не устежи се. Правата реформација, тоа е силата со Светиот Дух, која народот Божи го води кон вистинска реформација, изливање на позниот дожд. Има ран и позен дожд во земјоделието. Раниот е за да никне, а позниот е за да се наполнат зрната, да не бидат глуви зрна. Пшеница, пченка, било што. Зато е позниот дожд, силата на Светиот Дух. Почнува решетање. О, колку би сакал сите ние овде што сме, со нашите мили и драги, да сме во бројот што ќе поминат низ решетањето и ќе останат верни. Ама многумина ќе отпаднат. Некаде цели цркви ќе отпаднат. Од 20 проповедници еден дали ќе се спаси. Ова се цитати од духот на пророштвото. И напуштање на градовите, дефинитивно. Од неделниот закон е генерално напуштање на градовите. Што можеш во град во кој што ќе дојдат сите несреќи,
kога ќе нема вода, кој не можеш ни да купиш, ни да продадеш, ни струја, ни вода, без вода, ајде без вода, во Куманово која година беше, им завртеа вентилите, се замириса градот. Без вода. А градовите ќе бидат први на удар. Затоа е почеток на напуштање на градовите. Тоа е краткото време на неволи до крајот на времето на милоста. Овде е неделниот закон и едно кратко време на неволи кое завршува со крај на времето на милоста. Прогонствата продолжуваат и после крајот на времето на милоста. Но, може да си замислиме што значи крај на време на милоста? Дека кога Господ би дал и 1000 години уште време, ниеден не би се обратил. Затоа Господ кој знае, нема предестинација, предодреденост. Ние имаме слободна волја да одлучуваме, да избираме. Сега Господ, што го знае мојот избор, тоа не е предестинација. Нели? Господ го знае и мојот и твојот избор, одлука. Кому ќе му служиме? Го знае. Тоа не е предестинација. Јас сум избрал. И јас ќе си ги носам последиците. Значи, од крајот на времето на милоста, овде веќе навлегуваме во покритично време на декрет за уништување. Значи, Елен Вајт има видено како една рака пишува. И што пишува? Сите следбеници на адвентисти на 7-миот ден да бидат на списокот на Савле, само што тогаш ќе нема Савле. Нема, крајот на времето на милоста истекол. На прогонители. Прогонствата продолжуваат. Значи, зошто е сета дигитализација денес? За да знае кај си. IP адреса на твојот телефон ти покажува кај се наоѓаш во моментот. GPS. Што е ако не да те следи, да те прати и наводно да ти помага, да ти покаже? Ако не те прати, како ќе ти покаже? GPS. Јас бев во Краљево и еден наш брат имаше таму една своја фабрика за слатки и слатките ги развезуваше со автомобили, со коли, со камиони, ги развезуваше и еден ден ме повика кај него во канцеларијата и ми рече: ела нешто да ти покажам. И го вклучи екранот и рече: еве, имам точно увид кое возило што превезува, каде се наоѓа географски, точно. И ми кажа: еве, и тоа автомобилите со ознаки и се. Имав прилика да видам. И не може, рече, некој да ми забушава, ја ќе му се јавам по телефон, а он ќе рече јас сум ваму, а не е таму. Не. Точно знам каде е. Така, владарите, земски
koji mislat дека се владетели, мислат дека се е под нивна контрола. Забораваат на оваа шема, забораваат дека се наоѓаат во возот кој молскавично со брзина на светлина лета во пропаст. Целиот свет. Седумте зла или време на големите неволji отпочнуваат со крај на времето на милоста. Ова е се додека е нашиот Спасител Исус Христос, заменикот, првосвештеникот во светињата на светињите, каде што се одвива истражниот суд, кај што се бележи нашите имиња запишани од денот кога сум се крстил. На верните. И се бележи. Судот седна и книгите се отворија. Судот заседава. Седумте зла, карактеристика за сите седум зла е следната. Дека сите се наменети за оние кои го примиле жигот на зверот. Тие не се за Божиот народ. Значи, освен оние кои го има жигот на зверот. Тројната ангелска вест. Четвртото зло, карактеристично за ова втор пат недела. Ова е втора недела. Првата воскресението. Ова е неделниот закон, National Sunday Law. Четвртото зло, кога сонцето почнува да пече. Што мислите? Кој е на удар? Па тие кои го славеле сонцето, тоа ги наградува. Раните од сонцето се јавуваат на тие кои го празнувале денот на сонцето, Sunday. И не само четвртото, сите зла се определени за оние кои го имаат жигот на зверот или името на зверот. Тогаш е и време за напуштање на населените места. Седумте зла или големи неволји и тогаш кога силите на злото дошле и не лоцирале, не пронашле каде се наоѓаме, а ние сме веќе во планините, во запуштени места, во пештери, како валденжаните, имав прилика да се пикнам низ таа дупка. Еднаш бевме во посета на Торе Пеличе и таму е еден влез на големата пештера каде што се криеле валденжаните, а валденжаните се знае кои биле, тие биле весници на вистината. Кучешки се влегува. И влегуваш во голема дворана. Како сега се сеќавам, со нас беше и Димче Ордановски. И тој се пикна. Проповедникот, нашата група што бевме. И внатре ја отпеавме Тебе, Боже, славиме. Во пештерата. Пештерите ќе бидат наши места каде што Господ ќе не води. И датумот одреден за уништување
je моментот кога ние сме безпомошни на изглед, кога може само да се уплашиме од како слугата на Елисија, леле, што ќе биде сега? Ама што ќе биде? Ќе биде она што Господ ќе го рече и ќе го направи. Во моментот кога прогонителите ќе не догледаат нас, прогонетите, заради саботата, и кога ќе ги вперат своите оружја кон нас, декрет за уништување, ќе се и датум за уништување, тогаш ќе се случи чудо. Помеѓу нас, прогонетите и прогонителите, земјата која што е натопена со човечка крв и шарана со гробови низ вековите, целата планета е со грев унакажана, гробови, суви коски од кој знае кои векови. Делумно преобразување. Се случува чудо. Се отвара за мене прогонетиот и за прогонителот, се отвора земјата, се отвора нечiji гроб, за нас непознат. Ама одверен. Одверен од вековите. Делумно воскресение. А тоа воскресение не е некоја темница. Не. Блесткоти во сјај. И тоа ќе ги збуни непријателите, прогонителите. И тие ќе се најдат во големо чудо. Тогаш ќе видат дека некои надприродни работи што се случуваат во корист на прогонетите. И ќе сватат дека биле измамени. И ќе се свртат кон своите налогодавци. За на крајот и папството, и ѓаволот, и демоните, сите да бидат во огненото езеро. Па ако папството, кое што притиска со сите сили, да го прекрши Божиот закон, да го смени, во Данило 7.25 вели, и помишляче да промени времена и законе. Времето го променило. Како? Не е од зајди сонце до зајди сонце денот, туку е од полноќ, од 12 часот. Правиш некој договор, некој осигурување, ти почнува од 00. А денот Божји бил и би вече, и би јутро. Од зајди сонце до зајди сонце. Тоа е промена на времето. А на законот, па еве, саботата, отворено се фалат. Кардиналот католички Гибонс отворено вели, неделата е наше чедо, инаку е света сабота. Па ако вели тој, зошто овој другиот притиска? И цел свет го става во таа композиција за пропаст. И делумното воскресение всушност води кон покрај 2 пати недела, 3 пат
Sabota. Kako? Pojava na pločite na zakonot. Еве што вели во ракописот 122 пророкот Елена Вајт, која што го кажала ова пророштво, не е единствено, има многу пророштва што ги рекла и се исполниле, а ова е неисполнетото. Например, едно исполнето пророштво е кога рече: и кога во светот ќе се дигне општа побуна против тутунот, против пушењето, знаете дека секирата дошла близу до коренот на дрвото. Символично, метафорички. Ете, се исполни. Денес во јавни простории, во овие патни средства за патување, нема пушење. Во авиони нема пушење. А јас се сеќавам кога патував Скопје Дубровник, прв пат, 67 година, со авион, рекоа за полетување црвено, нема пушење. Јас не пушев, ама за други. И полетавме, слободно пушење, која зачурија, во авион. Денес имаш пушење во авион? Не. Се исполнило пророштвото. Така сега ова пророштво, ве молам внимателно да го сослушаме и завршуваме. Ковчегот на заветот ќе биде пронајден. Ковчегот со плочите на кои што Господ со свој прст ги испишал 10 свети Божји заповеди. Вели вака: скапоцениот запис, ова е од 1901 година, кога го запишала. На Божиот закон, ставен во ковчегот на заветот, е се уште таму. Сигурно сокриен од човечкиот род, но во време од Бога одредено, тој ќе ги обзнани на виделина, за сведочанство, на целиот свет. Денес повеќе пати реков целиот свет, целиот свет, целиот свет. И се работи за целиот свет. Значи, ќе ги обзнани на виделина за сведочанство на целиот свет со непочитување на неговите заповеди и против идолопоклоничкото богослужение на нивната лажна сабота, неделата. И кој ќе биде пронајден и отворен и внатре двете камени сафирни плочи. Драг камен плочи, не гранит. Гранитот време може да го изједе. А драгиот камен останува за секогаш. И таму четвртата заповед вели: сеќавај се за денот саботен или денот на одморот. Сабота е одмор. Да го светкуваш и празнуваш. Во тој ден немој да работиш ништо. Ниту ти, ниту твојот син, ни слуга, ни слугинка. Зашто Господ за 6 дена го создаде небото, земјата, морето, изворите водени и се што е во нив. Затоа Господ Бог ја благослови саботата и ја посвети. Света сабота, а не мртва сабота. Како што државната црква често пати знае да ја нарече мртва сабота во нивните ритуали за покојните и оние што одат на задушници и така натаму. Каква мртва сабота? Саботата е ден за радост. 2 пати недела, 3 пат, ова е и последен пат. Како
kako merilo na pravda. Da li je nedela, dekretot, datumot za uništuvanje, za onije koji ne praznuvale nedelata, ili je sabota. Gospod veli, vi gi dadov sabotite, da se znak, da se pečat pomeđu mene i vas, da znajete deka sum jas Gospod Bog. Amin.